почитувани, ја следите емисијава на Македонски корени со вашите домаќини Јони, Бети и Треноски. Како што и најавивме, почитувани, во наредниве минути друштво ќе ни прави нашиот и ваш денешен гостин, господинот Страшо Ангеловски, председател на конзервативната политичка партија МААК, аналитичар, колумнист, добар познавач на сите збивнувања во Македонија и пошироко, пред се одличен познавач на глобалните геополитички случувања, како и советник на град Скопје, кого го покануваме да ни се придружи преку видеолинковско поврзување. Се надеваме дека нема да имаме проблем со сликата и со тонот. Господине Ангеловски, ако не слушате, да ви посакаме добро утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Како и секогаш ни причинува задоволство и чест што сте повторно заедно со нас и со сите оние кои во овие моменти не слушаат и гледаат секако. Јас ве слушам извонредно, се надевам дека и вие мене. Да, така е. Добро утро, добро ве најдов и на почетокот еве вам, но и на сите кои не слушаат и не гледаат, да им го честитам големиот празник, свето преображение на Господ Исус Христос, празник кој денеска го славиме. Честит, нека е празникот и на вас. Добро јутро и од мене, господине Ангеловски, среќен празник. Ви благодариме за прифатената покана. Се надеваме дека и денеска, кои во претходните ваши гостувања ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите оние кои не слушаат и гледаат и денес. Да, се надевам дека ќе биде така. Повелете со прашањата, ви стојам на располагање. Вчера стартуваше пленарната седница за уставните измени. Оваа седница за уставните измени почна во време на општествени тензии за други теми, кои навидум не се поврзани со уставните измени, како што се приватната посета на косовскиот премиер Албин Курти, протестите на пензионерите, но и други протести кои се веќе наавени за следните неколку месеци. Како ќе го прокоментирате обраќањето на неизбраниот премиер Ковачевски на почетокот на пленарната седница, во кој обраќање искажа толку многу лаги, како никогаш досега, искрен да бидам, не можев повеќе да го трпам. И во кое обраќање многу повеќе ја ославуваше Македонија со нашата земја, отколку со новата кованица, за на крајот на својот говор да заврши со патриотската порака да живее Европска Македонија. И ако сакате неколку зборови за пресконференцијата која ја одржа веднаш после пленарната седница, на која пресконференција зад него стоеја министри од владата кои изгледаа дека се наоѓаат на погреб додека Ковачевски говореше, особено во делот каде што рече дека до крајот на неговиот мандат ќе се случат уставните измени. Знаете дека не милувам да коментирам туѓи изјави, меѓутоа ќе се обидам еве преку изјавите на Ковачевски и на останатите денеска да ги искоментирам состојбите и ситуациите во кои се наоѓа Македонија и она што ни се случува. Сме сведоци дека Република Македонија не само што се наоѓа пред една крајно жешка есен, туку се наоѓа најверојатно во ситуација кога оваа влада мора да си замине. Оваа влада веќе е кочничар и на развојот на државата, на развојот на економијата, на нормалниот живот на граѓаните, меѓутоа и на напредокот на државата во меѓународните односи. Тоа ќе рече дека крајот на оваа и ваква влада е веќе видлив и од тука и условно речено паниката и таквото однесување на Ковачевски, но и на министрите зад него и околу него, на луѓето кои стоеја до него, луѓето кои, ако се сеќавате, го имаат истиот траорен изглед како вечерта после завршетокот на референдумот, кога тој беше неуспешен. Памтиме сите дека и во тој момент тие луѓе околу тогашниот премиер Зоран Заев изгледа исто вака, тие се свесни дека нивните политики се поразени, дека нивните иницијативи не поминуваат кај македонскиот народ и од тука сега само купуваат време како би издржале уште малку, да речеме, до крајот на нивниот мандат. Што се однесува до договорот на Ковачевски, зарем има нешто да се коментира, кога и самите рековте дека не сте можеле ниту да го издржите. Сето тоа што беше изнесено, се е тоа изјава на луѓе кои пред да зборуваат, одат онаму кај господарите на лагите,
одат кај оние кои ги инсталирале, таму добиваат инструкции, односно нивните празни лејки ги полнат со она што треба да го кажат. Зошто велам празни? Затоа што според законот на физиката вие не можете на едно место да имате две работи. Така што доколку нешто има во нивните глави, оној кој ги господари не може да стави нешто друго. Тоа ќе рече дека немало ништо и затоа може да бидат ставени овие нешта кои Ковачевски ги зборуваше и на вистина, верувајте ми, и јас еве не можев да го слушам до крај и затоа и не можам понатаму да коментирам. Очигледно е дека политичката состојба во Македонија е доста напната. Можно ли е во вакви тензии да се случат уставните измени кои се услов за продолжување на евроинтеграцијскиот процес на Македонија? Како ќе го прокоментирате говорот на пратеникот Скендер Реджепи, кој преку неговиот говор закани со немири како 2001 година, но и со оделување на неколку општини. Како гледате и на тоа што после сите лаги на оваа власт, сега е веќе јасно дека на парламентарното мнозинство му фалат 10 пратеници за двотретинско мнозинство, потребно за промена на уставот, бидејќи од она што го видовме при гласањето на дневниот ред, гласаа само 70 пратеници од вкупно 119, колку што имаше во Салата Македонија. Значи ли ова дека се отвори вратата за распуштање на собранието, особено со она што го искажа и дел од пратениците на албанскиот политички блок, кои сега се во опозицијскиот албански политички блок? Жално е доколку навистина напредокот на Македонија во нејзиниот пат во меѓународните односи зависи само од промената на уставот и од измена на уставот онаков каков што е денес. Би требало патот на Македонија кон некои замислени вредности да зависи најпрвин од воведување на правото и правдината во оваа држава, од воведување на рамноправноста на нејзините граѓани, да речеме да можат да бидат и оние во Слупчане и оние во Прилеп, да бидат рамноправни, да ја плаќаат електричната енергија, да нема такви закани кон државата, да го нема она што ни се случува. Ами, ако се европски вредности, заканите дека ќе има војна доколку не го изгласате она што јас сакам, тогаш мене таквите европски навистина не ми требаат. Ами демократијата подразбира дека не мора секогаш да помине и да биде усвоено она што вие го сакате. И што доколку не биде тоа ќе се закануваме со војна. Ајде еве да го или со отцепување на така наречени албански општини во Македонија. Во Македонија има само македонски општини. Дали се тие претежно населени со мнозинство албанци, со роми, со турци, со македонци, со срби или не знам кој, тоа се македонски општини и најпрвен значи е срамота и е надвор од умот да се користи таков наратив, тоа е првото, а второто, какво е тоа, што значи тоа излегување на тие општини од Македонија? Замислете го ова кога се случуваше Брекзитот, да речеме во Британија, кога имавме 49% од луѓето кои не се согласија со Брекзитот. Што требаше тие да сторат? Да излезат од Велика Британија и да останат во составот на Европската Унија. Значи, демократијата подразбира различни мислења и подразбира не секогаш да помине тоа што вие го сакате. Од тука Европската Унија и оние кои го наблюдуваат процесот во Република Македонија треба да бидат загрижени од ваквите изјави, затоа што таквите изјави не се во контекст со нивните вредности кои, за жал, само декларативно ги кажуваат и ги зборуваат, меѓутоа токму Европската Унија или таа така наречена западна меѓународна заедница или колективниот запад, токму тие се тие кои се однесуваат диктаторски и кои не дозволуваат поинакво мислење и прифатено од нив македонските албанци го работат тоа истото овде во Македонија. Господин Ангеловски, како ќе го прокоментирате обраќањето на професорката Гордана Силјановска-Давкова? Ке се разбидат ли после нејзиното обраќање пратениците од парламентарното мнозинство, но и оние кои слепе и веруваат на оваа ненародна власт? Каде ќе одат и што ќе зборуваат оние кои што ги обвинуваа пратениците дека се среќавале со
овие кои што доаѓаат во мисија во Македонија, но и оние кои што ги обвинуваат пратениците дека се среќавале со одреден број на амбасадори. Од говорницата одговори јасно Гордана Силјановска зошто и што им велела на таквите луѓе. Знаете што, говорот или обраќањето на пратеничката Силјановска Давкова беше освежување, да речеме, наспроти она што можевме да го слушаме од пратениците, од премиерот, од оние кои се наоѓаа на страната на позицијата, кои со празни памфлети и со папагалско повторување на тезата дека тие се за проевропски пат, а сите останати се руски ботови, се руски платеници, се дури уште што не се и севернокорејски, нели, агенти во Република Македонија. Значи, наспроти таквите празни памфлети кои беа научени на памет, излагањето на господјата Давкова Силјановска беше полно, меѓу другото, и со емоција, меѓутоа и полно со аргументи. А доколку вие навистина очекувате дека некој од пратеник од страна на позицијата ќе се разбуди после ваквото говорење, тоа навистина е повеќе од, како да речам, наивно. Едноставно, тие луѓе не можат да се разбудат. На тие луѓе празните глави им се наполнети со флоскули, со памфлети и со празни изјави за европските вредности, европскиот пат и наспроти нив сите останати кои нели и мислат лошо на Македонија. Токму така, вие она што го рековте сега, тие веднаш после говорот на Силјановска Давкова го докажаа на дело дека воопшто не ја слушаат таа што зборува, него си ја тераат она што го научиле како папагал и друго ништо не гледаат. Токму тоа, значи, од тука не очекувајте дека некој од нив ќе се разбуди. Можно е само некој од нив заради политички поени, односно заради повторно да се позиционира во новата власт, да се однесува сега поинаку, а тоа е примерот со пратеникот Павле Трајанов, председателот на Демократскиот сојуз, човек кој секогаш, која ќе ја намириса промената на власта, секогаш на неколку месеци пред да се случи промената, тој се прешалтува на страна на оној кој треба да дојде на власт. Значи, може да очекувате таква промена, а не идеолошко или свесно будење на оние кои го слушаат тоа. Како ќе го прокоментирате обраќањето на координаторот на пратеничката група на СДСМ Јован Митревски, особено делот каде што рече дека уставните измени го гарантираат влезот во Европската Унија? И секако, кое е вашето очекување после ова што се случи вчера и после очекувањата одлука на Џафери да ја прекине седницата без да ја стави на дневен ред точката за гласање, иако немаше повеќе дискутанти и иако имаше 119 пратеници во пленарната сала? Најпрви, многу кратко излагањето на координаторот. Човек на СДСМ, човек најверојатно од некаде заталкан онде во парламентот и заталкан во македонската политика, човек кој исто како и останатите, еве сега пак јас да не се повторувам, со папагалските тези излезе на говорницата и не убедуваше во тоа дека е промената на уставот гаранција за влез на Република Македонија во Европската Унија, ами пред 5 години тој и таквите како него исто така не убедуваа дека само уште договорот со Атина ќе биде гаранција за влез на Република Македонија и тогаш лажеа и денес лажат и упорно лажат, со лаги и со измами дојдоа на власт, тоест со лаги и со измами се инсталирани на власт од нивните надворешни господари, со лаги и со измами, еве веќе 5 години владеат со Република, или 6, владеат со Република Македонија и со лаги и со измами сакаат и понатаму да останат, да ја доразнебитат државава, тоа ќе рече дека она што го направи Џафери, за тоа ќе мора да одговара. Тој човек има за многу нешта да одговара и верувам дека после промената на власта дека тој ќе си одговара. Најпрви, тој треба да одговара уште за многу одамна за дезертирање. Постои закон кај нас за дезертерство од армијата на Република Македонија. Тој човек најпрви дезертираше од армијата на Република Македонија, потоа ги водеше терористичките групи кои убиваа македонски војници,
потоа незаконски стана председател на собранието, за да сега последно, кога мораше да го стави на гласање уставните измени, само за да купат време за да останат и понатаму на власт, се надеваат дека вака со неставање на гласање, односно кога нема официјален резултат дека не поминува нивната иницијатива и нивната политика, дека не мораат да поднесат оставка и дека мораат и дека може да останат и понатаму на власт. Таа е играта на Џафери во договор со СДСМ, односно СДСМ е само извршител на наредбите на луѓето од ДУИ, на Груби, на Џафери, на Ахмети и така натаму. Како ќе го прокоментирате барањето испратено до председателот на собранието Талат Џафери од страна на Гаши Касами и Меджити, лидерите на новиот политички и опозицијски блок од македонските албански политички партии, да ги стави на гласање уставните измени, иако нема 80% мнозинството да одиме на предвремени парламентарни избори. Неколку пратеници кои што се дел од овој нов коалиционен партнер го повторија и вчера за време на пленарната седница за уставните измени. Значи, не очекувајте дека нивните барања се во корист на Република Македонија, нивните барања се чисто политички, затоа што се надеваат и очекуваат дека на предвремени парламентарни избори, во ситуација во која се наоѓа Република Македонија, во ситуација во која се наоѓа владата на Груби и партијата на Груби и на Ахмети, дека ќе добијат нешто повеќе. Од тука е само нивната заложба за да бидат ставени уставните измени на гласање и доколку не поминат да бидат распишани предвремени парламентарни избори. Инаку, повеќе од нормално е тоа да биде така, повеќе од нормално е да една власт чија иницијатива и чија политика се покажува како неприфатлива меѓу граѓаните во државата, таа и таква власт да абдицира, условно речено, односно да си поднесе оставка. Меѓутоа, мораме да бидеме многу внимателни. Не сме никого во овој момент да го зафаќа еуфорија за условно речено успехот со непоминувањето на уставните измени и со тоа што се докажа дека оваа власт нема 80 пратеника. Зошто? Да не заборавиме, исто така беше и вечерта после неуспешниот референдум, кога власта, но и нивните налогодавачи од надвор беа крајно збунети. И тогаш, јас до ден денеска ја повторувам таа теза, дека таа вечер ние како опозиција моравме да излеземе пред собранието, да извршиме притисок за оставка на таа влада, бидејќи и владата на Заев и нивните меѓународни ментори во тој момент беа збунети. Меѓутоа, бидејќи не го сторивме тој притисок, лесно се прегрупираа, нивните ментори им дадоа нови наредби и нови насоки за работа и дојде до она до што дојде. Така што, истото тоа и сега може да ни се случи, значи, опозицијата не смее да живее во некоја еуфорија за успехот за она што го сторила, туку треба да врши дополнителен притисок врз веќе збунетата власт и врз нивните меѓународни ментори, за да не се прегрупира одново, за да не добие одново од надвор насоки со кои повторно ќе и нанесе зло на Република Македонија. Како гледате на отвореното писмо до сите 120 пратеници од страна на министерот за надворешни работи Бујар Османи, во кое писмо бара да се одважат и да не дозволат блокадата на земјата овој пат да доаѓа од внатре? Османи покрај ова во писмото пишува: од вас ќе зависи дали со прифаќањето на промената на уставот ќе ги продолжиме разговорите по поглавјата или ќе запреме во преговорите на подолг рок до некоја нова шанса без никаква гаранција за успех? Еве, ќе почнеме од позади кон почетокот. Кои преговори ќе ги продолжиме? Ами ние, ако јас добро ги
следам нештата, ние немаме започнато никакви преговори со Европската Унија, па од тука не можеме да продолжиме нешто што не сме ни започнале. Значи, тоа е првото. Второто е дека и господинот Бујар Османи, после промената на власта, ќе мора да одговара пред правото и правдата, затоа што си презеде ингеренции кои не се во негова надлежност и за кои тој нема право да ги работи. Тоа е сето она нели што го работи, што го прави се околу промената на уставот и внесувањето на делот од бугарскиот народ во уставот. И конечно кој е тој и како се осмелува да влијае на работата на народните избраници со писмо во кое се заканува дека доколку не се стори тоа што тој го посакува, ќе се случи ова, ќе се случи она и ќе биде вака или онака. Од тука не земајте го за сериозно тој човек. Сите се денеска луѓето од власта се наоѓаат во еден вид, ајде да не речам паника, меѓутоа во еден вид осознавање дека власта им се лизга од поднозете и дека после тоа дефинитивно, бидејќи беа премногу арогантни, бидејќи беа премногу самобендисани, бидејќи направија многу криминали и корупција, и дека после промената на власта ќе мора да одговараат. Господин Ангеловски, дали од ова досега што гледаме можеме слободно да заклучиме дека Европската Унија направи катастрофална грешка кога и поверува на оваа ненародна влада дека можат да го испорачаат она што е неиспорачливо и влегува во живота песок заедно со оваа ненародна влада? И дали овде треба да се бара коренот за репреговарање на преговарачката рамка и до кога ќе дозволуваме странските амбасадори да ни кажуваат како да управуваме со Македонија? Токму тука се наоѓа целиот проблем на она што ни се случува веќе со години наназад, од моментот кога странските амбасадори, кога странските служби, кога представниците на Европската Унија и на САД почнаа да делат директиви како држава треба да се однесува и што државата треба да работи, започнаа вистинските проблеми за Република Македонија. Ние во овој момент Македонија за жал е дури нешто помалку и од протекторат. Тоа ни го докажа Албин Курти со неговата посета на Скопје. Човекот кој е така наречен премиер на така наречена држава, односно на протекторатот Косово, кон Република Македонија се однесуваше како нешто подолно и од протекторат. За жал, тоа сето беше во соработка со владата на Република Македонија, која за жал е главен играч во антимакедонските тенденции на големоалбанската политика. Значи, оваа влада е веќе играч на големоалбанската политика. Оваа влада не само што не се спротивставува, туку работи во полза на големоалбанската политика на Балканот. Владата на Курти во таа така наречена држава Косово се обидува да испровоцира војна на Балканот, се обидува да ја испровоцира Србија во намерата да влезе во крвопролевање. Ние имаме ситуација која Србија, српското раководство, трпеливо и молчејќи ги избегнува таквиот развој на настаните, и сега Македонија со ваква влада како играч во големоалбанските игри, како мек стомак на Западен Балкан, се обидуваат тука да го протуркаат тоа. Значи, Македонија за жал е протекторат на оние кои сакаат да создадат ново жариште во Европа за да се помогне на Украина, за да се порази Русија, за да се порази, да речеме, овој елемент, православниот елемент на Балканот. Вие гледате во овој момент се врши судски прогон на Милорад Додик, на единствениот човек кој стои во одбрана на Дејтонскиот договор, а Дејтонскиот договор е нивно чедо на западните држави. Дејтонскиот договор не го измисли ниту Милошевиќ, ниту Додик. Дејтонскиот договор токму тие го измислија и го спроведоа. Сега, кога гледаат дека
таа и таква Босна со три ентитети не им одговара, сега се обидуваат да го зовријат босанскиот лонец, се обидуваат да го зовријат косовскиот лонец, се обидуваат да го разгорат македонското прашање, односно поделбата на државава, и се ова што ни се случува, и притисокот од Бугарија, и се она што се случува е во таа насока како да дојде до немири на Балканот и до растеретување на ситуацијата во Украина со потпалување на еден нов оган. Дали со тоа што ова влада ја смени риториката дека не се обврзни со рокови кога треба да се изгласаат уставните измени, всушност ја најавија намерата гласањето никогаш да не се стави на дневен ред се до последниот ден од нивниот мандат? И дали со ова се докажува дека оваа влада всушност е кочничар на евроинтеграцијскиот процес на Македонија? Да, мислам, не треба многу да се знае, не треба многу да се биде паметен, за да се види дека е тоа така, дека дефинитивно тие се свесни. Доколку вчера беше ставено на гласање и не поминеше, дефинитивно владата мораше да падне и мораа да бидат распишани избори. Тоа ќе рече дека ова што сега ни го продаваат како нов вид на демократија, односно дека не сме врзани со рокови, дека можеме кога сакаме, од друга страна пак велат дека ќе го изгубиме чекорот, доколку денеска не се случи тоа, нели, дека Албанија ќе тргне сама по патот на европскиот развој, значи самите влегуваат во контрадикторност. Од една страна ни велат дека мора час поскоро да се изгласаат уставните измени, за да не го изгубиме чекорот со Албанија, од друга страна кога ќе го видат резултатот дека не им е поволен, пак велат дека нели можеме да гласаме кога сакаме, тоест до крајот на нивниот мандат. Тоа е само пуста желба како да се остане уште месец, 2, 5 или 8 месеци на власт, и при тоа да не заборавиме, и при тоа обид како и на тие нови избори на пролет, на редовните избори, како повторно да ја освојат власта, а тоа е преку играта со менување на личните документи најдоцна до 12 февруари. Тоа е една голема игра на која мораме да предупредиме, една игра со која мислат дека ќе успеат незадоволниците, кои се нивни противници и кои ќе гласаат за опозицијата, а кои не сакаат да си ги променат личните документи, се надеваат дека еден голем дел од нив нема да го стори тоа и со тоа опозицијата ќе добие помалку гласови и тие ќе останат на власт. Значи, сето е тоа игра во континуитет и затоа вака се однесуваат како што се однесуваат. Токму на оваа тема ние со Вети зборувавме пред некој ден и убаво е што вие тоа исто го напомнавте. Инаку, бурните реакции после неофицијалната, односно приватната посета на Скопје, поточно Чај и Тетово од страна на Албин Курти од Косово не престануваат. Како гледате на се позачестените изјави, особено во последниве неколку денови, дека денес над Македонија се раѓа, никогаш нема да бидат отпеани од устата на албанец? Овие изјави се почесто доаѓаат од албанскиот опозицијски блок во Македонија. Ги воскреснали Курти старите барања за промена на македонската химна и македонското знаме со неговата посета на Тетово и Скопје? Како гледате и на тоа што организаторите на овој настан не го осудија веењето на знамето на голема Албанија, и како гледате и на изјавите дека ваква иконографија ќе има се повеќе на нивните собири, бидејќи државните символи не ги чувствувале како своји? Ево уште едно подпрашање, дали ова е уште еден доказ дека основите за големи држави се уште живи, и како ќе ги прокоментирате изјавите на председателот Пендаровски поврзани со овој настан, преку кој изјави го осуди сето она што се случуваше за време на посетата на Албин Курти, особено околу иконографијата, а мисля че дека сношти веќе и ретерираше од оваа негова изјава? Најпрвин ќе тргнеме од тоа дека Албин Курти ги подгрева тезите за промена на знамето. Албин Курти е само играч, пион во туѓи раце. Албин Курти не би се осмелил ни да ја помине косовско-македонската граница, а не пак да го говори тоа што го говори, ако нема добиено таква директива. А директивата се добива нормално
од центарот кој раководи со ова нешто, кој раководи со се она што се случува на Балканот, за жал и во светот. И не случајно, токму албанците и на Косово, и во Република Македонија, посебно дуи, кои се марксисти-ленинисти, соработуваат со титоистите од СДСМ. Тоа ќе рече дека бивши комунисти од еден ков и бивши комунисти од друг ков соработуваат заедно и повторно се наоѓаат на страната на тоталитаризмот и диктатурата. Така се наоѓа на страната на комунизмот се до 90-тата, затоа што знаат само да слугуваат на диктатори и на тоталитарни врвови. Во овој момент, американската надворешна политика е под влијание на американскиот комунизам, така наречениот либерализам, и нашиве комунисти, титоисти и ленинисти, марксисти соработуваат со тој дел, односно со сегашната тоталитарна диктаторска власт во светот. Ами, постои ли во американската политика, постои ли воопшто демократија? Кога вие добивате наредба што да работите, ви велат ако не сте со нас, сте против нас, не смеете да се однесувате поинаку од она што е зацртано во нивната амбасада, и токму затоа Албин Курти е човекот кој само сега извршува наредби од центарот на моќ кој му ги дава. Од друга страна, ако беше тоа приватна посета на Албин Курти, како смееше Министерството за внатрешни работи да му даде обезбедување, односно македонски полицајци да се наоѓаат во обезбедување на човек кој дошол во приватна посета. Затоа јас велам дека оваа влада е главен играч во агендата, големо албанската агенда која е зацртана на Балканот, и од тука изјавите на Пендаровски не треба да ги сваќате сериозно, дури воопшто не треба ни да ги слушате. Ами, нели тој е човекот кој рече душата ќе му ја извадиме на тој што ќе го смени името, па ене душите им стојат на сите наместо, никому ништо не му фали. Така што човекот сака да си дава изјави за да се бенди се на овега или на онега, меѓутоа кога ќе го подискараат од една голема амбасада, тој утреден ретерира, па кажува нешто друго, па ако не го погоди тоа второто, потоа ќе каже нешто трето, додека не погоди онака како што треба да им се бендиса на оние кои раководат со него. Од тука е можно и дури е веќе видливо дека треба да очекуваме такви иконографии, се повеќе таква иконографија, се повеќе такви запалливи реторики, запалливи зборови на вообраќањето на лидерите на политичките партии на македонските албанци, е повеќе од сигурно дека во битката да биде поразен Дуи, кој произлезе од една терористичка војна против македонската држава, мора да бидат што понационално нагласени нивните искажувања, и ќе бидеме сведоци на сето тоа дека тоа така ќе ни се случува. Меѓутоа се надевам, сакам искрено да верувам дека нема да помине идејата на големиот брат за разгорување на огнот на Балканот. Не дај Боже. Министерството за внатрешни работи поднесе прекршочни пријави за градоначалникот на Тетово Билал Касами и за градоначалникот на Чаир Ганију. Причината за тоа е, како што велат од МВР, непочитувањето, односно непостапувањето согласно Законот за употреба на грбот, знамето и химната на Република Македонија за време на приватната посета на Албин Курти од Косово, со што е сторен прекршок на член 30 од истиот закон. Господин Ангеловски, како вие ја видовте посетата на Курти и како гледате на ваквиот чекор на МВР, имајќи предвид, како што рековте предходно, дека МВР имаше испратено свое обезбедување, но и тоа дека прекршувањето на членот 30 се случуваше и многу порано, особено во последниве 7 години. Се будат ли од МВР и од обвинителството, или сепак ова е уште еден доказ за
за посетнатото судство, правосудството и обвинителството од страна на ДУИ и секако неколку зборови за изјавите на градоначалниците Касами и Ганију за овој случај преку кој изјави ја обвинија ДУИ за политичка пресметка. Дали и кој треба да сноси одговорност за она што се случи во Тетово и Чаир? Жално е што и МВР влегува во фарсата наречена глума, наречена, не знам, значи, видете, ако од една страна се зборува за приватна посета, тогаш зошто на приватна посета и на приватна журка им се даваат прекршочни пријави? Ако пак тоа со давањето обезбедување од страна на МВР на Албин Курти веќе станува официјална посета, тогаш што се прекршочните пријави кога во исто време на адвокатот Тони Менкиновски за веење на македонското национално знаме му е дадена кривична пријава и треба да одговара. Значи, фарсата која сакаат да ни ја глумата, која сакаат да ни ја споделат пред македонската јавност, најверојатно оди во полза на кандидатурата на Оливер Спасовски на претседателските избори до година. Тоа ќе рече, МВР сака, нели, според една песна, да тренира строгост, за да покаже Оливер Спасовски пред македонската јавност дека тој се однесува исто кон едните, кон другите, кон третите, кон петтите и дека ќе се справува со она што значи нагласен национализам. Меѓутоа, тоа е една голема фарса на која присуствуваме, а градоначалниците Касами и Вистер Гани од Чаир точно ја проценуваат работата дека е тоа играта на ДУИ за да бидат оневозможени во нивната битка за детронизирање на груби, на ДУИ и на луѓето кои нанесоа огромно зло на македонската држава, на македонскиот народ, меѓутоа и на делот од албанците кои не се членови на ДУИ и кои навистина ја трпат истата неправда која ја трпиме и ние останатите во Република Македонија. Како гледате на одлуката на владата и советниците на град Скопје кои пред 2 години дале зелено светло за преименување на 66 улици во општина Чаир, а 493 улици и мостови на ниво на цел град? Меѓу оние 66 улици во Чаир е и онаа улица која до пред некој ден беше втора македонска ударна бригада, а сега го носи името Адем Демачи, лице кое се залагало за независно Косово и голема Албанија, чиви идеали нема никаква врска со Македонија. Знаете, најпрвен да расчистиме дека ние како држава не успеавме да направиме јасна дистинкција од македонските национални интереси и од заостанатото југословенско минато, зашто повторно е виновно СДСМ, меѓутоа и сите останати кои имаа можност во време на нивно владење да расчистат со некои нешта кои сега ни се удираат од глава. Тоа ќе рече. Да, Адем Демачи е човек кој нема ништо заедничко со независната македонска држава, меѓутоа тој е човек кој живеел и работел во време додека постоела поранешната Југославија, тоест додека Македонија била во состав на таа Југославија и бил во затвори и така натаму заради својот став за ослободување на Косово и така натаму и така натаму. Ако тргнеме од една таква позиција, а ние знаеме дека многу улици кои носат имиња на луѓе кои исто така се бореле, да речеме, за Босна и Херцеговина, се бореле, не знам, за Хрватска, за Словенија, а ние таквите имиња на улиците ги оставивме. Што сакам да речам? Не расчистувајќи со минатото, сега оставаме простор за вакви толкувања и за можности да ни се случува она што ни се случува. Ние, знаете, имаме во населбата Припор во Скопје улица Христо Татарчев,
која претходно се викаше Сава Ковачевиќ. Што имаме ние заедничко со Сава Ковачевиќ? Потоа, владата на ВМРО ДПМН ја промени во Христо Татарчев, на човек кој е заслужен за формирањето на ВМРО, за слободата на оваа држава, за борбата, организираната борба за слобода, за да СДСМ се врати и повторно го врати името на Сава Ковачевиќ. Ами Адем Демачи и Сава Ковачевиќ имаат за Република Македонија сторено исто, тоест немаат сторено ништо. За да не ме разберете погрешно, нерасчистувањето со таквите ситуации сега им даваат можност на албанските градоначалници, на ДУИ, на опозицијата и не знам кој, да го прават ова што го прават. Тоа е првото. Второто, за жал, не го направи ова градоначалникот на Чаир, туку го направила советничката група на СДСМ, која на седница на Совет го донела преименувањето на улиците. Сегашната советничка и координатор на советничката група Љубица Јанчева, како тогашен председавач, го подпишала тоа. Тоа ќе рече дека сега на 31 август имаме седница на Советот и ќе мораме да разговараме на оваа тема. Ќе мораме да ги отвориме нештата и да видиме што и како понатаму. Како гледате на оние кои европската интеграција, односно членството на Македонија во ЕУ, го редат на прво место, притискајќи го македонскиот народ да се самоодречи од идентитетот, јазик, историја и култура, а независноста на Македонија и сочувувањето на државноста и националните интереси на последно место? Значи, како поинаку, освен како лицемерие, како желба да се допаднете на менторите и при тоа како можност вие како политичка елита да живеете подобро, а народот се полошо и полошо. Тоа ќе рече дека ваквиот однос кон државата и кон македонскиот народ едноставно е лицемерие на политичката елита која во овој момент живее од флоскулата европски вредности и европски пат. Немаат ништо друго да понудат во својата политичка програма, немаат ништо направено за оваа држава. Еве, кажете ми, еден проект кој го реализираа во овие 5 години и немајќи проект, немајќи што да понудат, единствено нешто е папагалски да повторуваат европски вредности и европски пат. Мене тука ме зачудува, да речеме, посебно однесувањето на политичките партии на македонските албанци, кои трчаат кон европските вредности, нели под наводници, трчаат по европскиот пат, но трчаат онаму каде што, да речеме, го палат Куранот како символ на нивната религија. Секоја година или секој 3 месеци во некоја од земјите членки на Европската Унија, нели, со европски вредности, ние сме сведоци на палење на Куранот, на символ на една вера благородна исто како и нашата, меѓутоа која сега да не ги шириме нештата, повторно од истиот центар од Соединетите Американски држави беа формирани радикални исламистички келии за да пред светот исламот се прикаже како нешто радикално, наспроти она што навистина е. Тоа е обична вера како и нашата, која си има своја традиција. И мене ме зачудува односот на македонските албанци кои итаат кон таквите вредности каде што нивната вера се гази и символот на нивната вера се пали. И не случајно, откако, да речеме, исламот после помирувањето на сунитите и шиитите, после помирувањето на Иран и Саудиска Арабија, сегашниот ислам за муслиманите на Балканот вели дека тоа не се вистински муслимани и ги нарекува бриселски муслимани. Од тука се ви е јасно за што станува збор. Така. Како гледате на изјавата на подпредседателката на Комисијата за надворешна политика во Бугарското собрание и поранешна министерка за надворешни работи Екатерина Захариева, која пред 3 дена за бугарската агенција БГНС рече, цитирам: "И Софија и Скопје губат од лошите односи. Многу е подобро да нема граници меѓу нас.
Важно е луѓето да можат слободно да се среќаваат и да комуницираат. Завршен цитат. Дали меѓу редови, особено од наративите меѓу нас, важно е луѓето кои таа ги употреби, може да прочитаме дека и преку оваа изјава Софија не отстапува од нивните налудничави ставови дека нема македонци, туку тие се бугари кои живеат во украдената Бугарија, како што тие велат? Значи, официјалната бугарска политика, за жал, има голем проблем. Јас повторно ќе речам, ние имаме осцилации во односите меѓу Македонија и Бугарија. Вие сте памтите и сте читале во времето на Ѓорѓи Димитров какви беа односите меѓу Македонија и Бугарија, кога македонците беа признаени, имаа своји училишта, имаа своји театри, имаа се што еден народ треба да има во една држава. Потоа доаѓа Тодор Живков и доаѓа оној темен период на односите меѓу Македонија и Бугарија, за да во 90-тите со доаѓањето на Желју Желев повторно се врати убавиот период во македонско-бугарските односи и со доаѓањето на бодигардот на Тодор Живков на Бојко Борисов, повторно да влеземе во таа темна ситуација. Денес се наоѓаме во можеби најтемната зона, најтемната фаза на бугарско-македонските односи. Јас ќе се согласам со незе дека е добро да не постои граница помеѓу двете држави, како што не постојат граници меѓу останатите држави во Европската унија. Меѓутоа, со взаемно почитување на различностите, со взаемно почитување на туѓото постоење и со взаемно почитување на правата на луѓето кои се чувствуваат поинаку од матичниот народ во обете држави. Инсистирањето на официјалната бугарска политика да се заштитат правата на бугарите во Република Македонија е далеку од можноста пак да се заштитат правата на македонците во Република Бугарија. И од втора страна, дали оние кои нема да бидат или не се внесени во Уставот, нема да бидат заштитени во Република Македонија. Та дали само оние кои таксативно ќе ги наброиме во Уставот, ќе бидат заштитени и ќе бидат заштитени нивните права. Ами еве да речеме, може би имаме 50 или 100 припадници на, не е битно, на словачкото малцинство или на чешкото малцинство, на романското малцинство во оваа држава. Дали со самото тоа што не се наведени во Уставот на Република Македонија, тие ќе бидат изведени на стрелање и нема да бидат заштитени. Сакам да кажам дека официјалната бугарска политика греши во два сегменти, греши во тој однос на заштита на правата на бугарите, а не заштита на правата на македонците во Бугарија. И второ, треба да сватат дека точно е дека македонскиот народ, кој во огромен дел живее во тогаш исколчената со граници Република Бугарија, е составен дел од бугарската нација. Значи, македонскиот народ, наши братучеди, наши стриковци, наши дедовци кои живеат од таа страна на границата, се составен дел од бугарската нација. Останатиот дел од македонскиот народ кој живее во Македонија ја формира македонската нација. Значи, бугарската официјална политика, сакајќи да бидеме едно и исто, треба само нешто да признае, дека и во коренот на бугарската нација и во коренот на македонската нација се наоѓа македонскиот народ и македонскиот јазик. Кога тоа ќе го прифатат и ќе го сватат, а тоа е толку лесно да се прифати затоа што се заснова на принципите на Вестфалскиот мир и Вестфалскиот договор од 1648-та, веќе си досадив и самиот себе си повторувајќи го ова. Значи, кога тоа ќе го прифатат, ние ќе немаме ниту отворени прашања меѓу двете држави и ќе можеме границите да ги отвориме и да живееме онака како што треба. Како гледате на изјавата на бугарската министерка за надворешни работи Захариева за истата агенција БГНС, во која вели дека не било сватливо зошто би имало проблем Република Македонија да го смени уставот според нивните бугарски барања, кога бугарите во Македонија биле реалност и дека тоа морало да се прифати и морало да се прекине со дискриминацијата на бугарите како и зачестените случаи на физичко насилство?
Па еве го кажав да речеме пред малку, но ќе повторам. Не е проблем, нели, да се смени устав. Зошто тогаш Република Бугарија не го смени уставот и да ги внесе македонците и останатите малцинства во Република Бугарија живеат турци, живеат помаци, живеат романци, живеат срби, значи има малцинства кои живеат во таа држава. Ако не е тешко да се смени уставот, како што нели нам ни сугерира, зошто пак е тешко да се смени бугарскиот устав? Што е проблемот да се внесат малцинствата, односно делови од народите во бугарскиот устав, пак и тие да бидат заштитени со сите права кои им следуваат? И повторно ќе она што го кажав, таа бара да бидат нели заштитени бугарите. Дали само со внесувањето во уставот тие што ќе бидат внесени во уставот се заштитени? Ами тогаш дајте сите 190 или не знам колку народи во светот да ги ставиме во нашиот устав за да бидат заштитени, доколку некој припадник од нив дојде и почне да живее во Република Македонија. Значи тоа е карикатура од политика, тоа е фарса од политика, меѓутоа не се виновни официјална Софија и официјалната бугарска политика, туку и ним така им се наредува да работат и да зборуваат од страна на големите европски сили кои во 1913-та ја поделија Македонија, кои не можат да се помират со оживувањето на македонската идеја и со формирањето на македонската држава и кои денеска со овој притисок од Софија и со притисокот на Албин Курти и таквите како него од другата страна, сакаат да не вратат во 1913-та и сакаат да го оневозможат постоењето на македонската држава. И не случајно, токму идејата дојде од Франција, од една од европските сили, која беше најактивна во поделбата на Македонија во 1913-та. Имајќи предвид дека коренот на сите овие проблеми кои сега ги има Македонија и македонскиот народ е договорот од Нивици, како ќе ја прокоментирате изјавата на потписникот на тој договор, господинот Никола Димитров, кој тогаш ја вршеше функцијата министер за надворешни работи, а која изјава даде пред неколку дена на една национална телевизија, во која изјава меѓу другото рече: "Чувствувам одговорност што бев дел од таа екипа." Тоа не е истата екипа на онаа влада во која што јас бев, но јас бев на избори. Давав изборни ветувања кои се многу далеко од реалност. Мора да се вратиме на нема правда, нема мир. Најпрво, ниту името не сакам да му го споменам на тој човек, затоа што во својата желба, хедонистичка желба, за да биде дел од власта, да ги живее привилегиите на власта, да може неговите деца да се школуваат безгрижно на буџетот на оваа држава, тој го стори тоа што го стори. Нема правда, нема мир. Тој би сакал денеска да се врати, да, меѓутоа поинаква правда и поинаков мир. Не онаа правда за која тие се залагаат, затоа што правдата е вистината, не е правдата да воведете диктатура и според таа диктатура да ја диктирате правдата. Правда ли е вие да имате денеска политички затвореници во Република Македонија осудени на повеќе од 200 години затвор? Правда ли е да не можете да го веете националното македонско знаме? Правда ли е да морате да плаќате електрична енергија, а некој да не мора да го прави тоа? Значи, за каква правда тој човек најде да зборува? Човек кој го потпиша најсрамниот документ во македонската историја, човек кој ќе остане забележен како потписник на еден договор со кој се подкопаа во целост темелите на една држава, градена со векови, со крвта и со коските на нашите предци, со антифашистичката борба на нашите татковци и дедовци. Тој човек се ја плукна и антифашистичката борба, ги плукна темелите на Илинден од 1903-та и ги прифати туѓите тврдења дека македонскиот народ не постои, дека во Северна Грција, односно во Егејска Македонија, не постојат македонци, не се зборува македонски јазик. И зашто денеска тој човек зборува, што денеска тој човек сака да ни каже, или
исто како што нели претходно зборував, свесен дека ќе доаѓа до промена на власта, повторно сака да најде место каде што ќе се протне, за да повторно може да живее хедонистички, за да повторно може да си дозволи себе си се, а неговите деца да продолжат да ја цицаат крвта на овој народ, на овие пензионери кои живеат со 12.000 денари. Еве денеска да им посакам на пензионерите да каснат на преображение, се јаде првото грозје, се зајадува грозјето, меѓутоа да земат по 2 или 3 зрна грозје од продавниците, затоа што грозјето е 200 или 300 денари, а нивната пензија е 12.000 или 11.000. За таква ли правда тој човек зборува, кој собственото дете го испрати со стипендија од 20.000 евра да студира во Холандија? Немојте ниту да се осврнувате на тоа што говори, таквите треба да ги екскомуницираме од нашето општество и да не им се дозволи повеќе ниту да солат памет, ниту да се вратат назад во македонската политика. Да, ние можеме како единка, двајца ќе ги екскомуницираме. Меѓутоа, многу се оние кои што му подаваат рака, ако ние не го истакнеме тоа на површина да се обезличи тоа нема погрешна насока. Точно, значи, јас се согласувам, меѓутоа сакам да речам дека тој е само екземплар на такво, еден од екземпларите на таквото однесување. Ние треба да го екскомуницираме таквото однесување. Ние како народ треба да не го прифаќаме повеќе таквото однесување, однесувањето на луѓето кои како фурнаџиски лопати се превртуваат еднаш ваму, еднаш таму, само за да си ги задоволат сопствените потреби. Во таа смисла зборувам за екскомуникација на тој човек. Господине Ангеловски, една друга тема која е доста актуелна овие денови е темата со оној немил настан кој се случи на денот на одбележувањето на независноста на Република Македонија 8 септември, кога дотемел изгоре модуларната болница во Тетово, во кој немил настан живи изгореа 14 пациенти, а до ден денес немаме слушнато дека некој одговараше за овој немил настан освен кабелот. Како ќе го прокоментирате она што деновиве документарец од ИРО прстот за овој немил настан го впери токму во властите со индиректно обвинување дека знаеле дека модуларната болница била изградена со небезбедни материјали? Знаете, прстот кон властите го вперија веќе германските експерти кои вршеа истражување. Тие го кажаа тоа, меѓутоа оваа влада го криеше тоа од македонската јавност за да се заштити себе си. Можете да сватите за каква монструозна власт станува збор, кога за да си ги заштити сопствените позиции се обидуваше најпрвин да ја префрли вината на продолжниот кабел, потоа да ја префрли вината на еден доктор кој ни крив ни должен требаше да се најде во затвор. Значи, тоа е монструозно однесување. За да ја заштитите собствената позиција, вие сте подготвени на се. Подготвени сте да фрлите во оган човечки судбини, подготвени сте да ги криете фактите, подготвени сте на се. Таа и таква монструозна власт започна со владењето на Зоран Заев. Ами се сеќавате вие, монструозно беше неговото искажување дека жртвите и виновниците за Смилковско езеро тој ќе ги открие, ќе им ги каже што има по-монструозно од тоа да се играте со чувствата на родителите на убиените деца. Како што денеска оваа власт игра со чувствата на тие загинати луѓе во модуларната болница, криејќи ги виновниците од нив. Се кријат и виновниците за несреќата на Дурмо Турс, се кријат виновниците за несреќата во Бугарија и така натаму и така натаму. Само за да една гарнитура на криминалци остане и понатаму на власт, за да може да краде и за да може да ја спроведува корупцијата во Република Македонија. Како гледате на напишаниот така наречен манифест за преговори со Европската Унија од страна на парламентарното мнозинство, со кој манифест бараат обединување на сите парламентарни партии околу евроинтегративниот процес без оглед на тоа дали се во позиција или опозиција? Како гледате и на тоа што објавувањето на овој така наречен манифест е веќе со однапред
изготвен текст од кујните на ДУИ и СДСМ без претходна консултација со опозицијата, пред се ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија. Знаете, манифест е тежок документ. За да објавите манифест, треба тој да содржи нешто во себе, треба да содржи стратегија, треба да содржи желба, треба да содржи она што за нас некој веќе го одработил и тие упорно, јас ги слушам во своите обраќања, велат дека за членувањето во Европската Унија и во НАТО бил сон на генерации македонци пред нас. Знаете ли каква е таа, ајде да речам, небулоза која ни се повторува, дека генерациите македонци не сонувале за независна, самостојна и суверена држава, не гинеле за ослободување на Македонија, туку гинеле и сонувале за зачленување на Македонија во ЕУ и во НАТО. Тргнувајќи од таквите предпоставки, дали верувате во издржан манифест кој на вистина ќе донесе нешто вредно? Од друга страна, и тој манифест е диктиран од некаде, и тој манифест е лицемерен, со двојни стандарди, со папагалските фрази, нели, за европскиот пат и европските вредности, наспроти сите останати кои, сме руски ботови, па сме платени со руски рубли, сега веќе можеби и со кинески јуани, можеби еве сега на 22-ја имаме конференцијата на БРИКС, па можеби и со бразилските валута и со јужноафриканската. Страшно е тоа што го работат, лицемерие, двојни стандарди и обид кога нема што да се понуди, да се нуди европскиот пат и европската иднина и европските вредности. Како ќе го прокоментирате обраќањето на неизбраниот премиер Ковачевски по повод 22 години рамковен договор, особено неговиот вокабулар во кој не ја споменуваше Македонија, туку користеше термин нашата држава? Како гледате на тоа што Ковачевски секогаш рамковниот договор го нарекувал договор за мир и иднина? И каква иднина ни донесе рамковниот договор и за каква иднина говори Ковачевски? Кажете и неколку зборови за обраќањето на Артан Груби, особено за тоа што рече дека предавањето од страна на Ковачевски на посетителите на школата за млади лидери било најдобро предавање досега. Према вас, какви лидери ќе бидат оние кои ја завршија годинешната школа за млади лидери, на која свое предавање нели имал Ковачевски? Доколку чекате да излезат лидери кои ќе водат една држава, кои ги образувал Ковачевски и сличните на него, ниту чекајте ги, ниту државата задржете ја за да тие дојдат на власт. Жално е луѓе со капацитет на Ковачевски и такви како него да замислуваат дека најпрвен се тие лидери и дека потоа тие можат да создадат лидери. Меѓутоа, тоа е веќе криза на лидерство која Соединетите Американски држави му го наметнаа на светот, односно на собствената меѓународна заедница, тоа е Европската Унија и аспирантите за влез во Европската Унија. За да може полесно да владеат со државите од Европската Унија, тие преку своји школи за млади лидери и преку своји think-танкови и одбрани групи инсталираат такви недоквакани лидери на чело на европските држави, за да можат да ги држат под контрола и да работат во нивни интерес. Од тука, замислете го, еве, и Ковачевски, човек кој од нигде никаде, ниту избран, ниту не знам како, дојде на власт во Република Македонија, да создавал нови генерации на лидери. Што се однесува до рамковниот договор, она што беше како основа за ова прашање, јас уште тогаш зборував дека рамковниот договор е само една спирала
на бескрајни барања на албанското малцинство во Република Македонија. За жал тоа се докажува. Рамковен договор, кога се зборува за рамковен договор и кога се зборува за рамка, значи ако требаше да се донесе, тоа ќе требаше да значи затварање на сите до тогашни барања во рамката во која веќе се реализирани. Ами вие знаете дека од потпишувањето на рамковниот договор уште 30 пати се излегува од таа рамка, се доставуваат нови барања на албанското малцинство, на тие барања се задоволува, така што таа рамка и таквиот рамковен договор ја изгубија секоја смисла. Правата на албанското малцинство излегува сосема надвор од таа рамка, така што рамковниот договор веќе ниту не постои, туку тој е веќе ревидиран со самото тоа што правата на албанското малцинство во Република Македонија излегува надвор од таа рамка. Од тука рамковниот договор треба да се ревидира во друга насока, односно да се обидеме да ги вратиме незаконски стекнатите права врз основа на уцена заради останување во власта, а не врз основа на какви и да се вредности европски или не знам какви, туку само врз основа на уцена дека доколку не ни ги дадете овие права ќе излеземе од владата и ќе падне вашата влада. Значи ревизија на така стекнатите права со уцени и со закани, тоа би бил вистинскиот пат за понатамошното екзистирање на рамковниот договор. Господин Ангеловски, сакам да се навратим повторно на тема поврзана со 2 август, но пред да ви го поставам следно прашање, дозволете за нашите слушатели и гледачи да пуштиме еден краток видеозапис од бугарскиот државен врв за време на прославата на 2 август. Днес това въстание взема и своето важно място в отношенията ни с Република Северна Македония и от нас зависи то да ни води към решаване на проблемите и нашето сближаване на основата на историческата истина. Защото въстанието бе възвестено от камбанния звън на българските черкви. То бе предначертано от следовниците на Левски, Ботев и Раковски, които продължиха да отстояват идеалите на българското национално освободително движение в поробените злини. 120 години българите в Македония и Одринска Тракия доказват, че идеята за демократска република, в която българи, турци, евреи ще бъдат равноправни във всяко отношение, не е увиснала на бесилото заедно с Левски. Тази идея придава смисъл и вдъхва мъжество на хиляди борци, които жертват живота си в името на свободата и равенството между всички народности. Илинденско-Преображенското въстание е събитие с особено висока историческа стойност за съвременната българска нация. По това време споменът за съединението през 1885 година не е далечен. Затова и свои, и чужди са наясно с естествената посока на исканата пълна автономия на Македония и Одринско. Дали Бугарија, користејќи ја сервилноста и неспособноста на македонскиот државен врв, но пред се молкот и стравот да проговори за вистината, успеа Илинденското востание, кое не е нивно, да го представи како преображенско и со државната прослава да му даде целосен бугарски карактер. Кои чекори сега треба да ги преземе идната влада, за да не останеме и понатаму во подчинета положба, бидејќи ова влада очигледно не сака и не сме, затоа што е ставена во улога на слуга на соседна Бугарија? Па не знам зошто, да речеме, таа официјална Софија не го слави и првото и второ српско востание, кога нивниот Левски се наоѓал во Србија и се борил на страната на така наречената легија на странци во Србија. Тоа е првото. Второто е
Сте чуле ли некој македонец да ги слави Левски, Ботев и Раковски, кои ги споменува Радев, а кои за нас реално не значат ништо, затоа што ние имаме наши македонски херои. Тоа доволно говори за различноста меѓу бугарите и македонците, и не знам зошто тие имаат потреба да ги слават македонските херои, а ние македонците немаме потреба да ги славиме ниту Ботев, ниту Левски, ниту Раковски. Ние ќе ги почитуваме како нивни херои, како луѓе кои придонеле за Бугарија и за бугарската нација, меѓутоа немаме потреба да ги славиме. Вториот парадокс се огледа во тоа дека се вели вака, да живеат рамноправно бугарите, турците, евреите и останатите. Ами, ајде сменете го уставот и ставете ги во уставот турците, евреите и останатите и ќе биде многу лесно да ви поверуваме во вашата желба за рамноправност на народите кои сега се наоѓаат и живеат внатре во границите на Република Бугарија и ја сочинуваат бугарската нација. Од друга страна, самото празнување на туѓ празник не значи дека вие сте станале собственик на тој празник. Ние можеме да го празнуваме денот на Бастилја, денот кога падна Бастилја, ние нема да бидеме собственици на францускиот празник и нивниот ден. Тоа ќе рече дека е ова јалова политика на официјална Бугарија и дека за нивна жала, за наша среќа ќе дојде ден кога сето ова, но мора едно да знаеме, после паѓањето, после елиминирањето на оваа и ваква власт во Република Македонија, ќе дојде ден кога се ќе си дојде на свое место. Се додека ленинисти, марксистите од ДУИ и титоистите од СДСМ се наоѓаат на власт, ние немаме иднина за македонската држава и не можеме да си ја докажеме сопствената вистина. Од друга страна, ова што го зборуваат бугарските официјални политичари, тоа е повторно обид наспроти тезата дека историјата ја пишуваат победниците, тоа е обид историјата да ја напишат поразените. Ние, македонците, сме биле на страната на антифашистичката коалиција и сме се бореле против фашизмот и нацизмот на кој му припаѓале и албанската држава и бугарската држава. Денес тие, како поразени, се обидуваат да ја пишуваат македонската историја. Тоа е уште еден парадокс кој за жал Европската унија го дозволува и е тој што придонесува за ваквиот развој на настаните на Балканот. Господин Ангеловски, како гледате на она што министерката за одбрана Славјанка Петровска побарала дозвола од општина Желино за да изгради споменик на загинатите војници во 2001 година кај Карпалак? Во која држава е министерка за одбрана Славјанка Петровска па да бара дозвола за поставување на споменик на Карпалак од општина? Не знам, и жената изгледа заталкана таму кај што е дојдена и откако му даде гаранции на Зеленски дека ќе ја заштити Украина, потоа пак отиде во Желино да побара дозвола да стави споменик. Таа фарса продолжува, луѓето се изгубени во времето и во просторот. Луѓето кои во овој момент се наоѓаат во македонскиот дел од владата, раководена од Артан Груби, навистина ниту знаат каде се наоѓаат, ниту зошто се наоѓаат, ниту во влада на која држава се наоѓаат и затоа може да се случуваат вакви нешта. Министер едноставно најпрво не ги знае правните ситуации во државата и сето ова е само за да се игра на картата на патриотизам, да се игра на картата на заштита на македонските интереси, пред македонските бранители, пред македонската јавност да се покаже грижа за загинатите македонски бранители, а при тоа сето тоа е само понатамошно ставање сол на лутата рана на македонскиот народ и на неговите фрустрации кои ги живееве веќе 22 години после конфликтот со албанските терористички банди. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Таравари, лидерот на Алијанса на албанците, дека доколку Албанија го продолжила патот кон членството на ЕУ, а Македонија останала во чекалната поради неизгласување на уставните измени и вметнување на бугарите во него,
можна била радикализација на албанците во Македонија? До каде и до кого ќе одат со ваквите заплашувања? На кого му одат во корист? Повторно ќе ви речам, смее ли кој да е лидер на политичка партија на македонците албанци да излезе со таква теза, да излезе со закани за војна, со закани за отцепување, доколку тоа не му е одобрено, дозволено или дури наредено од центарот на моќ кој владее со ситуациите, посебно на територијата на тој така наречен Западен Балкан. Таравари, како и останатите, се само играчи на страната на големиот брат, за кој Доналд Трамп во едно свое интервју завчера рече, за жал рече, Соединетите Американски држави ја губат моќта и нема повеќе да го представуваат големиот брат во меѓународните односи. Значи, Доналд Трамп самиот ја кажа улогата на Соединетите Американски држави. Од тука изјавата на Таравари, доаѓањето на Курти, сето е тоа координирано од еден центар и сето е тоа во обид да се дестабилизира Балканот, не дај Боже да се запали повторно бурето барут овде на Балканот. Меѓутоа, ако Европската Унија држи барем малку до себе, ако навистина има какви да е вредности, таа треба да изреагира и да каже дека не можете вие европскиот пат да го изодувате со уништување на државниот пат, односно со отцепување на делови на територии од државата преку која аспирирате да влезете, да се најдете во Европската Унија и да ги споделувате европските вредности, какви и да се. Тие се вредности со кои јас не се согласувам, вредности кои воопшто не ги почитувам. Меѓутоа, демократијата вели вака, доколку мнозинството е за да се влезе во Европската Унија и да се живее со тие и такви европски вредности, ние ќе се согласиме, меѓутоа постојано ќе укажуваме на неисправноста на таквите вредности и ќе се обидуваме да ги менуваме и да ги воспоставиме според вредностите кои ние ги почитуваме, тоа се православните вредности на македонскиот народ, муслиманските вистински вредности на муслиманите во Република Македонија, затоа што на крајот на краиштата Куранот се текстови кои архангелот Гаврил од пророкот Мухамед ги однел, од Господ ги однел значи, зборуваме за едни вредности кои заеднички ги споделуваме, а кои немаат ништо заедничко со еден дел од европските вредности кои сега таму екзистираат. Во последниве неколку месеци, особено неколку недели, многу често се коментира за геополитичките случувања, особено со она што се случува во Украина. Од она што го читаме и слушаме, коментарите се движат во две насоки. Едната насока ја тераат оние кои мислат дека Европската Унија заслабнува и е на добар пат да се распадне, но има и такви кои мислат дека тоа не е така и дека всушност Европската Унија се засилено станува помоќна. Вие од она што досега го зборувате овде на македонски корени, припаѓате на онаа група на аналитичари кои го мислат токму она што го реков, а тоа е дека Европската Унија станува се помоќна. Впрочем, пред неколку дена објавивте и една колумна на оваа тема. Ке сакате ли малку да проговорите и уште еднаш да го објасните ваквиот ваш став? Прво, јас на вистина и вас во Австралија, во Соединетите Американски држави, во Европската Унија, сум загрижен за вашата можност да бидете вистински информирани. Во овој момент најнеинформиран дел од човештвото живее токму во тие простори. Европската Унија, државите на Европската Унија, освен либералните медиуми, кои се мејнстрим медиуми, кои единствени им ја даваат вистината на граѓаните на Европската Унија, тие не можат да дојдат до други информации. Јас, за моја среќа, успевам вака или онака на сите можни начини да се обидам, да добијам информација од сите страни, да ги ставам на кантар и врз основа на тоа да можам да анализирам и да разговарам.
што се однесува до многумина од аналитичарите, од политичарите ќе речат дека за жал Европската унија се наоѓа во криза, дека економијата на Европската унија се наоѓа во криза и дека таа ќе биде најголемата жртва на војната во Украина. Прво, Европската унија нема своја економија, за да нејзината економија се најде во криза. Економијата, финансиите, образованието, се тоа карактеристики на суверените држави кои ја сочинуваат Европската унија. Нивните економии, нивните стопанства се наоѓаат во криза. Стопанството на една Германија, да речеме, може би е најмногу во криза од сите земји членки на Европската унија, токму заради тоа што беше најголемо, најмоќно и најмногу потпрено на руските енергенси. Меѓутоа, сите останати држави се наоѓаат во страшна економска и стопанска криза, а на нивна сметка се, условно да речеме, се гои Европската унија како политичка творба, како политичка конструкција, која е една наддржава над европските држави и која го диктира однесувањето на земјите членки. Ние сме сведоци дека Европската унија не само што не се распаѓа, зборувам за Европската унија како политичка творба, како европска наддржава која владее со континентот, туку таа станува се помоќна, се поактивна и се повеќе ги диктира правилата и начините на однесување во земјите членки. Таа и таква европска наддржава која беше замислена во времето на нацизмот, во 1925 година водат корените кога се формира паневропското движење, кое било финансирано од браќата Варбург и на двајца најголемите финансиери на Хитлеровата нацистичка партија, од кои едниот брат Варбург заминува во Соединетите Американски држави и ги формира тамошните федерални резерви. Значи, таа и таква европска наддржава е нацистичка замисла, односно е замислена во времето на нацизмот на Хитлер, и таа и таква европска наддржава им е потребна на либералните господари за да може да го завладеат просторот на европскиот континент. И така некако треба да ги согледуваме нештата. За жал, европските држави ќе бидат вистинските жртви на конфликтот во Украина, освен најголемата жртва, нели, тоа е Украина и украинскиот народ кој за жал трпи се повеќе штета, трпи се повеќе загуби. Е некаде веќе очигледно дека се пројавува големо незадоволство внатре во државата Украина. За жал се појавува задоволство од режимот на Зеленски, меѓутоа ние сме сведоци дека еве Полска се засилува, дека сака да одземе дел, дека Зеленски е дури подготвен да даде дел од сопствената територија на Полска само за да добие понатаму оружје во борбата со Русија, меѓутоа тоа е некоја приказна за некоја друга емисија. Така. И едно прашање од еден наш слушател. Има ли држава членка на Европската унија која не била соработничка на фашизмот во Втората светска војна? Па мислам дека нема. Знаете што, ние сме тие кои затоа и не сме дел од Европската унија. Оти во моментов се врши ревизија на историјата, се релативизираат фашизмот и антифашизмот, се 9 мај како ден на победа над фашизмот се релативизира со денот на обединувањето на Европа, се релативизира победата на руската црвена армија над германските фашистички трупи, се релативизира средбата на Елба, ако сакате, меѓу западните војски и црвената армија, каде што се сретнаа конечно после победата над фашизмот. Сето тоа денеска се релативизира и не случајно се релативизира јасно, се релативизира македонската антифашистичка борба и им се дозволува на соседите да ја пишуваат историјата, она што го реков, нели, на поразените да ја пишуваат историјата на победникот. СДСМ за жал влезе во таа голема игра за уништување на Македонија, поништувајќи ги основските принципи, прифаќајќи ја глорификацијата на нацизмот и на фашизмот, дозволувајќи да се глорифицира фашизмот, италијанскиот фашизам преку албанските политички партии и бугарскиот нацизам преку сопственото политичко делување.
И за жал се наоѓаме тука каде што се наоѓаме. Господин Ангеловски, имаме уште 2-3 минути време, може би една повеќе. Па би сакале да го слушнеме вашиот став за неколку изјави на председателот Пендаровски покрај тоа што рековте не сакате да коментирате за изјави на некого, особено за Пендаровски. Тој овие изјави ги даде сношти на една национална телевизија. За да знаат нашите слушатели и гледачи за што станува збор, предлагам сите заедно да ги слушнеме неговите изјави. Мене не ми се чини воопшто дека е изгубен легитимитетот на владата затоа што вака заврши денешната сесија, ниту мислам дека ако се гласаше против лани за истиот предлог и не се отвореше уставот, дека повторно требаше да се оди на избори затоа што не поминал францускиот предлог или уставот не бил отворен. Че мислам дека станува збор за неколку различни работи, слична дебата како оваа денешнава, демек владата со ова гласање се покажува дека нема 2/3 и треба час поскоро да замине, беше и после локалните избори. Значи опозицијата со денешното гласање против, уште при утврдување на дневниот ред, потврдува дека пропаднал во Македонија концептот на Европската унија. Што друго е понудено од опозицијата како алтернатива? Движење на неврзаните? Јас мислам дека е тоа срамно и погубно да се каже. Значи, ако пропада денеска Европската унија, прашувам дали се враќаме на старата дебата од 91-92, ако викаме на кај ќе одиме сега, Запад и Исток, денеска имаше и такви дебати. Запад или Исток? Кој е Истокот? Руската Федерација? Кој е Истокот? Јас и понатаму тврдам дека ова што го имаме на маса и што опозицијата прилично пежоративно и непотребно го нарекува бугарски диктат, да се работи за француски предлог и европска рамка, исторно не ми е јасно како се обидува да се мајтапат со толку моќна земја на Европската унија со Франција и да велат дека тоа не е францускиот предлог и европска рамка, туку е бугарски диктат, но тоа ќе го оставиме за нив. Значи, нивниот концепт е дајте да дојдеме на власт, па после ќе му ја мислиме за 2/3. Тоа не е политички концепт. Тоа не е политички концепт. Јас и денеска стојам на тоа дека кои беа првичните бугарски барања? Јазик, идентитет, историја, окупатори, администратори. Денеска што имаме? Покрај 7 народи и делови од народ, уште 6 да додадеме. И тоа ќе ја пропадне Македонија. Ние зборуваме денеска дали гласаме да ги ставиме бугарите во устав. Ние не гласаме за протоколи, ние не гласаме за целата рамка. Втората конференција ќе почне тогаш кога ќе го завршиме ова со уставот. Понатаму ќе видиме што ќе биде. Меѓутоа, тоа е рамката, били уставни измени и втора конференција. За тоа зборуваме денеска. Не е прашањето дали ќе има нови барања. Денеска прашањето е за кој опозицијата гласаше против е да нема бугари во устав. Само тоа е на дневен ред денеска. Инаку утврден дневниот ред. Господин Ангеловски, што имате вие да кажете за ваквите негови изјави, Пендаровски, и треба ли да се срамиме што имаме ваков човек, татко на нацијата? Да не беше тажно, ќе беше смешно. Најпрвин, човекот вели вака. Вели пропаѓањето на отварањето на уставот не значи пораз на и не треба да се доведе во корелација со оставка на владата и со предвремени избори. Ами тоа не е само пропаѓање на отварање на уставот. Тоа е концепт и политика врз која се заснова владењето на оваа влада. И доколку таквиот концепт и таквата политика не поминува, значи дека граѓаните и нивните представници во парламентот не се согласуваат и не ја поддржуваат таквата политика и таквиот концепт и мора да дојде до предвремени избори на кои гласачите ќе си кажат каков концепт и каква политика понатаму сакаат. Второ, тој вели пропадна европскиот концепт. Не е точно. Само пропадна овој начин на пристапување кон преговори со Европската Унија. Значи, треба да се бара некој поинаков начин, треба да се модифицираат договорите и така натаму и на крајот човекот веќе не знаејќи каде да тргне, па исток и запад, па неврзани, па ова, па она, кој нему нешто му споменал од сето тоа, луѓето кои си ја имаат мувата на капата си викаат иш. Значи, луѓето кои, ајде да не бидам дури многу груб, нека остане до тука. Стево Пендаровски навистина е разочарување за македонскиот народ, но
во ова интервју која вчера го имаше, тој ја покажа целата нервоза на актуелната власт, ја покажа целата паника на актуелната власт, со што докажа дека таа и таква власт треба да си замине и дека треба да имаме предвремени парламентарни избори. Господине Ангеловски, ви благодариме и за ова учество во Македонски корени, причини задоволство како и секогаш. Ви посакуваме убав празничен викенд, пријатно до слушање и скоро довидување. Ви благодарам, да бидеме живи и здрави и да ја дочекаме подобрата иднина на Македонија, без Пендаровски, без Груби, без оние кои влегува во агендата за уништување на нашата држава. Дај Боже. Уживавме во денешно другарување, не само ние, гледам и сите оние кои што не гледаат и слушаат према коментарите. Навистина бевме интересни. Чувајте си го здравјето, се гледаме во следна прилика. Поздрави, секој добро. Македонија вечна.